Македонски медиа сервис mms.mk. Значи првин да дојдеме до тоа до каде е постапката, јас би сакал прво хронолошки да ги објасниме уште еднаш сите настани односно сите акции што се направени во изминатиот период, за да на граѓаните, односно на слушателите, на гледачите добијат сосема јасна представа за тоа за што зборуваме. Значи целата ова процедура околу изградбата на мала хидроцентрала на Мала река е започната со позитивното мислење издадено од страна на локалната самоуправа уште во 2015 година, односно јас точно имав можност да го видам тој документ. Првото позитивно мислење е издадено на 30 декември 2015 година, со кое што тогашното раководство на локалната самоуправа согласно законите во нашата држава имат издадено позитивно мислење за изградба на мала хидроцентрала на Мала река во близина на браната Градче. Вториот документ со кој што го сретнав јас е исто така повторно позитивно мислење за изградба на мала хидроцентрала на Мала река е издадено на 21.7.2017 година, пошто фирмата, односно Министерството за економија издава концесија на фирмата која што веќе ја има добиено таа концесија и уредно се ги плаќа целокупните давачки по ознов на концесијата. Што во сушност и не е предмет на локалната самоуправа, бидејќи концесијата ја издава Министерството за економија. Понатаму, фирмата ги има обезбедено сите потребни документи околу изградбата на малата хидроцентрала, односно од Министерството за од страна на Министерството за животна средина е одобрен елаборатот за изградба на мала хидроцентрала, понатаму од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е издадена дозвола за пренамена на шумите во градежно земјиште и секако целокупната друга документација, фирмата која има добиена концесијата ја има обезбедено и е дојдено до барање за издавање на градежна дозвола за изградба. Значи тоа е конечниот, финалниот статус со кој што ќе почне да се гради една таква мала хидроцентрала. Ние како локална самоуправа, односно раководството на локалната самоуправа, јас лично добив анонимен повик од граѓани кој ме информираше за една таква постапка, бидејќи јас немав таква информација дека некој има добиена концесија или дека некој има намера да гради мала хидроцентрала на Мала река. Зашто упативме барање најпрвин до Министерството за животна средина за да ни кажа за евентуалните негативни влијанија од изградбата на една таква мала хидроцентрала. И не само до нив, туку испративме барање до сите владини институции за да се произнесат околу негативното влијание од евентуалните негативни влијанија од изградбата на една таква хидроцентрала, пошто добивме информации дека дел од институциите земат од таква одговорност, како што беше Министерството за финансии, која јасно укажа дека тие немат надлежности и дека евентуалните последици од кочење на оваа постапка ќе ги сноси локалната самоуправа, а не Министерството за финансии. Единствено нешто што ни даваше мала надеж во овој дел е мислењето на Агенцијата за туризам, каде што дадова мислење дека овој потек ќе влијае негативно на туризмот. Меѓутоа сите други институции дадова позитивно мислење дека ова изградба на малата хидроцентрала нема да има негативни влијанија, што значи дека ние како локална самоуправа немаме надлежност да стопираме, односно евентуалното стопирање или неиздавање на градежна дозвола во колку бидат исполнети сите услови предвидени со законот, значи сите трошоци и штети ќе ги снесува локалната самоуправа. Ние имавме консултации направено, односно правевме консултации, моите стручни соработници беа во посета на Министерството за транспорт и врски за последни консултации што се наши обврски, кои права ги имаме, каде што јасно беше укажано дека по целосното исполнување на обврските за издавање на градежна дозвола предвидени со законот,
тогаш општината е должна да издаде таква градежна дозвола, бидејќи неиздавањето на градежната дозвола ќе предизвика судски процес во кој штетите ќе бидат огромни и ќе треба општината да ги надомести. Навистина ситуацијата е таква каде што локалната самоуправа нема друг избор освен по исполнувањето на сите обврски, како што реков, да постапиме во согласно со законските прописи кои се во нашата држава и да издадеме градежна дозвола со која и последната пречка во изградба на мала хидроцентрала ќе биде отстранета. Во неколку наврати фирмата која има концесијата имаше поднесено барање, ние како локална самоуправа сите тие барања ги разгледувавме и таму каде што имавме спротивно мислење, значи се повикавме да бидат исполнети тие обврски кои што треба да бидат исполнети и како што реков, до овој момент немам издаден никаков документ, во тек се постапките на прибирање на потребната документација од страна на концесионерот и како што реков, по исполнувањето на сите овие обврски, ние како локална самоуправа сме обврзани, сме должни, согласно позитивните закони, да издадеме градежна дозвола за изградба на една таква мала хидроцентрала, која е, морам да повторам, согласно законите за стимулирање за изградба на обновливи извори за производство на електрична енергија. Се сретнавте ли со некој од компанијата во меѓувреме? Значи, средба со компанијата јас лично не, меѓутоа средба со компанијата имаат моите вработени во Министерството за транспорт и врски, каде што беа поканети и тие за се со цел да се усогласат сите поединости и да се знае кој какви обврски има за да нема недоречености дека некој е против, некој кочи или некој незаконски постапува. Тоа е направено и усогласено и, како што реков, ние чекаме понатаму на нивно постапување согласно нашите забелешки по основ на барањата за издавање на градежна дозвола. Делот кој што треба да се гради, дали спаѓа во тоа заштитеното подрачје што владата низ уредба го донесе како почеток на заштитување на Осоговските планини? Тој предел е предвиден, значи од таму негде почнува и заштитениот предел, меѓутоа согласно со законите не е пречка изградба на мала хидроцентрала заштитеното подрачје, бидејќи заштитеното подрачје е од пета категорија, каде што согласно сите услови што се предвидени со законот за заштитени подрачја е дозволено изградба на такви објекти, не само на такви, него и на објекти други кои се во согласност со заштитеното подрачје. Значи, таму ние немаме надлежност, меѓутоа сметам дека и тој елемент е отклонет и нема некакви пречки за изградба на таква хидроцентрала. И додато на тоа морам да кажам дека фирмата концесионер веќе има платено обештетувањето на македонски, односно национални шуми за сечењето на шумите, што е веќе и направено, значи платено компензација, што значи национални шуми се должни толку колку што е сечено, односно надоместокот го има добиено и да направат засадување, односно пошумување на нови површини каде што ќе биде потребно за компензација за овој дел што ќе биде за сега исечен. Една од забелешките на граѓаните дека не биле прашани, дека немало јавна расправа. Има ли документ некаков дека се одржала јавна расправа во општината? Значи, како што реков, по повикот на телефон кој што го добив, јас пробав да добијам што е можно повеќе информации. За жал, ние во нашата архива, освен ова што ви кажав дека позитивните мислење, други документи не поседуваме, немаме. И од тие причини јас упатив барање до Министерството за животна средина за да ми достават документи врз основа на кои се гради. Значи ги добивме сите документи. Има документ со кој што е предвидено, односно е направена објава преку дневните вестници, повик за јавна расправа за тој дел, меѓутоа јас лично не најдов таков документ дека е направена таква расправа. А јас не можам да кажам дали 2015 или 2017 имало таква расправа, бидејќи не сум бил од тогашното раководство и секако, како што реков, не поседуваме такви документи, потврда за одржување на таква расправа. Според членовите на законот таква расправа е предвидена, меѓутоа дали е одржана, јас не можам да кажам. Сега тој дел таму како што
е предвидено како што е концепирано или од секојаш е место каде што кочанчани излегуваат излетнички места и така натаму. Колку оваа мини хидроцентрала може да го наруши тој концепт за туристички престој? Па вака, јас не би се опуштал у такви коментари сега паушални. Јас сметам дека сега надвор од сето ова што го зборуваме, во колку сметам дека со законите кои што се на сила во нашата држава, дека е предвидено кој што треба и во такви подрачја каде што се гради, што треба да направи. Веројатно, законодавачот кога го пишувал законот е предвидел дека фирмата која има концесија или ќе гради една таква мини хидроцентрала, дека тој дел од подрачјето навистина ќе го уреди онака како што е предвидено. И во колку тоа подрачје биде уредено онака како што е предвидено со законот, тогаш навистина и се почитуваат сите законски обврски, не очекувам дека драстично ќе биде нарушено овој дел за туризам. Иако, првично во делот на градбата, верувам дека целиот овој простор ќе биде нарушен, меѓутоа, постојат начини на кои сето тоа може да се обнови и во колку се почитуваат сите законски одредби, тогаш верувам дека и овој простор ќе биде уреден и ќе биде погоден за туризам. После ово искуство со мини хидроцентралата, кој ќе направите да измериме позитивно, негативно, што мислите што може да донесе оваа хидроцентрала, што може да одземе на општината Кочани? Вака, значи, освен она што според законот е добро да се има повеќе обновливи извори за производство на енергија, тоа е придобивка за сите граѓани во оваа држава. Општина Кочани, не знам, во моментот не можам да согледам какви други придобивки ќе ги има. Не сум во можност да ги согледам и да ги коментирам. Исто така, не сум во можност да ги согледам и крајните негативни последици од ова, бидејќи, како што реков, со закон е предвидено и веројатно законодавач кога го пропишувал законот предвидел како треба да се уреди секој простор и да биде навистина заштитен и доведен во една нормала каде што навистина штетните влијанија ќе бидат на минимум. Дали тоа е така и ќе биде така, во овој момент навистина не можам да го коментирам и морам да кажам дека немам такво искуство за да можам да коментирам и да кажувам колку ќе бидат позитивните или негативните влијанија од изградбата на оваа хидроцентрала, туку зборувам за фактите кои доведоа до изградба, односно за почеток за градба на една таква мини хидроцентрала на Мала река. Македонски медиа сервис. mms.mk